Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е програмата на ТВ каналот ВИС за денеска четврток. Еден од четвртоците во секој месец ќе имаме емисија Отворено со општината. Во првото издание на оваа емисија, наш и ваш гостин е првиот човек на јавното предпријатие Комуналец, Зоран Ѓорѓиев. Господине Ѓорѓиев, добре дојде во емисијата Отворено со општината. Добро вечер. Како сте? Добро вечер до вас. Фала на поканата. Добро вечер до граѓаните на општина Струмица, како и на сите други кои што ве гледат во овој регион. Така е, во Југоисточна Македонија не гледат. Само подсетување уште еднаш, почитувани гледачи, дека секој месец во еден од четвртоците емисија Отворено со општината, каде што представници ќе бидат раководители, директори и нели сепак луѓе кои што може да одговарат на вашите проблеми кои што ве тиштат или пак се она што е актуелно со работата на локалната самоуправа и јавните предпријатија кои што се под надлежност на самата локална самоуправа. Меѓу нив е јавното предпријатие Комуналец, за кого изминативе неколку години постојано се крева прашина од страна на политичките опоненти, односно опозицијата овде на локално ниво. Но директор, јас би сакал да започнеме оваа емисија со оглед дека полека односно истекуваат 8, односно 9 месеци веќе од функционирањето на ова 2015 година. Имате ли една кратка оценка, постои ли место за задоволство кај вас како прв човек на оваа институција, односно јавно предпријатие, од функционирањето на Комуналец? Да, секој јас како раководител, како директор на јавното комунално предпријатие, сум задоволен од работењето на комуналното предпријатие и од извршувањето на нашите надлежности согласно Законот за локална самоуправа и нашите надлежности како јавно комунално предпријатие. Вие пред малку спомнавте дека често пати се дига прашина околу јавното комунално предпријатие. Тоа можеме да го сватиме и како комплиментно, секој некој пати како некоја критика. Тоа вообичаено политичките опоненти го користат, бидејќи јавното комунално предпријатие Комуналец Струмица е комплексно предпријатие, во кое во склоп во самото предпријатие постојат повеќе работни единици и ги допира сите граѓани на еден начин по било која основа, дали станува за водовод, канализација, чистоќа, зеленило, гробишта, пазари, така да представува секако Комуналец интересен за политичките опоненти кога станува збор вообичаено на седниците на Совет, кога се поднесува извештај квартален без разлика и завршен, кога постојано би кажал дека на опозицијата секој пат е во ред да напаѓа, да кажеме, или да критикува. Но сметам дека во одредени моменти и она што треба да се пофали или да се покаже дека одредени активности се солидно завршени од страна на јавното комунално предпријатие, тоа се прекјутува, што не е во ред, да кажеме. Тоа е моето мислење. Нормално е, пак ја кажам, дека опозицијата во Советот да критикува, да дава своји сугестии, но често пати сме, барем јас мислам, сметам дека дел од јавноста, тоа се само критики или напаѓање само за да се критикува, не да се дадат некои конкретни предлози или да се кажат одредени аномалии, секако дека може има во текот на работењето, за да се дадат одредени сугестии. Во овие 8 месеци, еве и тече и 9-тиот месец, јас сум задоволен од работата на јавното комунално предпријатие. Исто така можам да кажем и од финансиските резултати, бидејќи веќе 2 извештаја поминавме на Советот на општина Струмица. Јавното комунално предпријатие во овие 2 извештаја веќе покажува солидна добивка, која понатаму се реинвестира во самото работење и во обновување или модернизирање на одредени технички средства, возила и активности на самото предпријатие. Така да во овој период исто така сметам дека Комуналец како јавно комунално предпријатие имаше огромен број на активности. Јас начелно би ги спомнал, да кажеме, во кратки црти по работни единици, така да за да имат и граѓаните увид. Секако дека граѓаните го следат работењето на јавното комунално предпријатие, бидејќи пак ќе кажам, ние сме во непосреден контакт постојано со граѓаните, но сепак не е на одмет се до тоа да се на еден начин преку вашата емисија да се елаборира и да се представи пред самите граѓани. Во однос на јас ќе почнам со работната единица водовод и канализација, која што е во рамките секој на јавното комунално предпријатие. Во овој период имавме доста активности. Една од активностите која што би сакал да ја посочам
представуваше дефектот на главниот цевковод, кој што тоа се случи некаде крајот на јунари, почетокот на февруари, ако фино се сеќавате, во тој период имавме поплави и заради одредени негрижи, да кажеме, одредени субјекти други, јас не би сакал сега по моментот да посочувам, бидејќи за тоа се води посебна истражна постапка, беше оштетен нашиот цевковод, но со брза интервенција на еден лош, непристапен терен, тоа се работеше некад испод самата брана Турија, кај што е нашиот цевковод, успеавме, значи, за кратко време да го санираме дефектот и на граѓаните на општина Струмица да не дозволиме, значи, да останат подолг временски период без водоснабдување. Тоа траеше некаде, прекинот на водоснабдувањето траеше некаде околу 30 на часови, да кажам, но за тоа успеавме кратко време, сепак ќе кажам, бидејќи стануваше дефект од големи разбери, успеавме, значи, тоа да го санираме. Јас тука морам да ја пофалам, значи, работната единица во водовод и канализација, вработените, сите се максимално ангажираа за да можеме тоа да го санираме. Така успеавме и сметам дека и тоа покажува една добра организираност и ажурност на комуналното предпријатие, бидејќи во тој момент, знаете, доста од граѓаните кои што се ги среќаваме, или јас ги среќавам секојдневно и во непосредните разговори, не пофалија во таа брза интервенција, бидејќи се виде колку е важно водоснабдувањето на еден град како што е Струмица, воопшто за сите граѓани, или водата е сепак многу значајна, али во тој момент исто така покажавме дека сме спремни за такви значи дефеци кои што нормално е, можеби не дај Боже да се случуваат, но секој дека мора да ги имаме предвид и тие. Во истиот тој период можам да спомнам дека оваа единица, работна единица, спроведе доста големи проекти. Еден од поголемите проекти е, значи, касарната, кај што сега се, значи, имаме интензивна градба на стамбени објекти, кај што го реализираме проектот, значи, за водоснабдување, канализација, фекална и атмосферска, кој што и самиот проект по големината представува комплексен и по самата инвестициона зафат. Така да тој го спроведавме и веќе реализирана првата фаза, а веќе отпочнуваме веќе со втората фаза на овој проект, доста значаен. Можеби граѓаните од општина Струмица не можат да го приметат или да го видат, бидејќи тоа се работи на дел кај што е интензивно градбата, но секако огромен проект за значење и на градот Струмица и на овој локалитет, на оваа населба каде што се надевам, брзо се подигнува и представува еден мал град во самиот град. Исто така, би ги спомнал, значи, и проектот канализација во Костурино, кој што се завршен. Веќе почнуваме да ги доставуваме барања за приклучок. Тоа е многу важен проект за населеното место Костурино, имајќи пред нивната конфигурација на теренот и квалитетот на почвата, кај што испирањето е многу тешко, бидејќи станува збор за глинеста почва. И оваа канализација од големо значење за ова населено место. Ние веќе влегуваме, имавме пред неколку дена состанок со местното население, барањата се доставени и се надевам во блиска иднина ќе почнеме и активно да ги приклучуваме. И тоа е мощно значајно за ова населено место. Исто така би спомнал дека во текот на овој период, значи, се извршени тековни активности, замена на стари линии, подигнување на шахти, тоа го гледат и граѓаните. Поголема активност која што значи тоа беа покрупни дел од покрупните активности кои што ги реализираше Комуналец во текот на оваа година. Повторно ќе се навратам јас на она прво мое прашање, оценка за работењето на Комуналец. Спомнавте дека се задоволни, спомнавте позитивни финансиски резултати. Но на мене што ме интересира, директоре, има ли какви се реакциите од граѓаните? Дали тие ви се жалат за неквалитетна испорака на услугите или пак имате позитивни реакции? Колку сте директно инволвирани или пак директна комуникација со граѓаните? Ние имаме секојдневната комуникација, значи, со граѓаните, во зависност од службите, техничките служби, но исто така имаме и центар за корисници во рамките на па тоа сакам да прашам, дали ви се жалат? Тука е систем 48 кој што имате. Систем 48, Значи, граѓаните, знаете, има граѓани кои што се пожалуват, има луѓе кои што и не пофалуват. Ние сугестите, односно на граѓаните, поплаките ги прифаќаме како сугести. И тоа најчесто се во суштина сугести од граѓаните, не се некои директни поплаки, има и такви, не велам дека не, но често пати тоа се сугести за одредени активности кои што
не се спроведени или треба да се спроведат или да се посвети малку повеќе внимание и тоа го прифаќаме со добра намера, значи некако дека не критикуваат, него дека треба да посочиме или да посветиме поголемо внимание. Има одредени такви, имаме одредени и директни поплаки, кои што некогаш не се и можеби јавното комунално предпријатие не е и вистинскиот кривец, да кажеме, за таа намена, али секако ние излегуваме пресад на граѓаните и ги решаваме тие проблеми. Тука е центарот за корисници, тука сите сугестии или барања од страна на граѓаните кои се доставуваат до систем 48, тие се редовно реализираат или се одговара на граѓаните соодветно на тоа дали одреден проблем можеме да го решиме за 48 часа или останало да кажеме да го решиме. Прашањето ми беше зашто имате отворена комуникација и можности со граѓаните. Секој дека имаме, тоа е постојано, значи ние ги очекуваме граѓаните, јас себе прилика користам да апелирам и до самите граѓани постојано, значи да ако увидат одредени негативности, аномалии во нашето работење, да ни ги посочуваат, бидејќи, пак ќе кажам, станува збор за поголемо предпријатие, комплексно предпријатие и секако дека во одредени моменти има и наши пропусти. Тоа не би може да биде тоа се впрочем и коректив на работењето. Секако дека е коректив. Дали станува збор од субјективни причини, дали од човечки фактор, дали од објективни, секако дека се појават некои одредени аномалии, тоа ние пак ќе кажам, не го гледаме како критикување или како напаѓање на јавното комунално предпријатие, него како сугестии за поквалитетна испорака на услугата. Почитувани гледачи, ова е Зоран Ѓоргиев, првиот човек на јавното предпријатие Комуналест. Директоре, ќе имате можност да слушнете и дел од сугестиите, коментарите, прашањата, критиките кои што ги направивме низ струмичени на 10-минутна анкета, што мисла струмичени за работењето на Комуналец. Се разбира и поканеве до сите граѓани кои што било каков проблем имаат или пак сметат дека може Комуналец да одговорат, Центар за услуги на корисниците, ако не се лажам, или систем 48. Годината дојде до зголемување на цените на подигањето на сметот и канализацијата. Сега ова некако најде на реакција кај граѓаните. Која беше причината за корекцијата која што ја направивте? Значи да, најде корекцијата на цените, воедно извршивме и коригирање на цените, но и воедно и коригирање на површините кои ги користат граѓаните. Тоа го направивме две основни причини, затоа што цената, значи, на подигнување на сметот кај домаќинствата и кај правните лица не беше променета долги години и веќе дојдовме во една ситуација да исплатливоста да ни дојде во момент кога во одредени периоди можеме, значи, да дојдеме во ситуација да бидеме и во некоја минимални загуби, да кажеме, во овој сектор или во ова работна единица. Имајќи упреди дека не менувањето на цената на подигнувањето на сметот, но од друга страна менувањето на цените на одредени трошоци кои што се во нашето работење. Тоа е да кажеме горивото, амортизацијата на возилата, вработување, режиски трошоци, сето тоа допринесе да извршиме една корекција на цените и воедно извршивме и корекција на површините. Зошто и на површините, бидејќи исто така комуналното предпријатие, значи, врши на повеќе години ажурирање на тие податоци, бидејќи тоа е жива материја. Се менуваат површините, се менуваат субјектите, правните лица, да кажеме, посебно кај домаќинствата се случи процесот на легализација, кај што одреден број на домаќинства, да кажеме, си легализира одредени објекти кои што досега не беа влезени во онаа квадратура, во имотна квадратура, да кажеме, на имотен лист, и сето тоа не го направивме се со цел, значи, да се ажурираат овие подаци. Бидејќи станува огромен теренот на действување на јавното комунално предпријатие, значи градот се шири, станува поголем секако и воедно мора тоа да го вршиме. Кај граѓаните се појави реакција, да, ние имаше и до нас реакција до самото предпријатие, но со еден начин на кој што го образлагавме тоа, како што сега го образлагаме и кај вас во емисијата и пред самите граѓани, најде на оправдување, да кажеме, или прифаќање на овој дел кој што. Јас сум свесен дека во моментот во една таква тешка финансиска ситуација како што се наоѓа, да кажеме, нашата држава, буџетот на граѓаните се помал во текот на самиот месец, но тие трошоци за да мора да ги подмирувам, бидејќи таквото работење
ќе ни допринесе да имаме подобри услуги уствари спрема граѓаните и на тој начин да ги испорачуваме како и што треба. Колку што ве разбрав, сега се наплаќа цената за ѓубре за смете по површина, така колку што ве разбрав? Да. Предпоставам дека е тоа согласно законската регулатива. Тоа е согласно законската регулатива, донесен значи со Законот за собирање и транспортирање и изнесување на смет, кој што ќе кажам дадена е значи таков метод на пресметување на цената на чинење за изнесување на смет. Постојат, знаете, постојат различни мислења, дали е тоа исправно или не исправно. Но во моментот тоа е законско решение кое што ние мораме да го почитуваме. Така. Има одредени граѓани кои што ни ги сугерираат дека станува збор за некој пат објекти кои што имаат огромни површини. Живеат само двајца. Живеат само двајца и така натаму. Ние излегуваме во пресад на одреден број на граѓани, имајќи пред дека има одредена комисија која излегува на терен на таквите барања на граѓаните. Кај правните лица се случува да со трансформација на на земјиштето, да кажеме, или приватизација во текот на која е извршена од самите субјекти, да исто така комисија од нашето предпријатие излегува и ги утврдува фактичката состојба на теренот. Еве еден пример ќе кажам дека кај такви правни лица кај што имаме, да кажеме, уредени дворни површини, хортикултурни и така натаму, оваа површина имаме право, значи со одлуки кои се донесени, ја одземаме од површината која е за смет, бидејќи де факто самиот правен субјект врши уредување едноставно придонесува за целокупното така и убавени зеленило, да кажеме, и на тој начин таа површина ја одбиваме и ја ставаме само онаа површина која е де факто корисна и за пресметување на за пресметување и реално ствара, да кажеме, смет. Тоа се обично нивните производни погони, хали, магазини, кај што нели тука се и најголемите. Излегувате во пресред на граѓаните, тоа сакав да кажам, и на правните субјекти. Сега пред малку рече дека ја знаете економската состојба на граѓаните, еден од главните проблеми континуирано кој што ги тишти јавните институции е наплатата на своите услуги. Како стоите на тоа поле? Дали струмичени се редовни плаќачи? Па да, можам да кажам дека струмичени се редовни плаќачи. Морам да ја пофалам категоријата на пензионерите, се најредовните плаќачи, значи во нашиот како клиенти гледано. Има еден дел, да кажеме, оправдано и неоправдано, значи граѓани кои што не вршат, значи, редовна наплата на своите услуги, но за тоа јавното комунално предпријатие е приморано да презема одредени законски активности. Тоа се преземањето, значи утужување. Во самиот менаџмент на предпријатието и јас како директор гледам сето тоа да го сведеме на минимум. Што значи на минимум? Да кај одредени граѓани го правиме кај што немаме некакво движење на плаќањето на сметките. Нема движење на пари. Има граѓани кои што искрено кажано по цела година не уплаќаат ни една сметка, значи. И мораме со тие граѓани да постапиме, значи, согласно законот, бидејќи од друга страна со законите кои што за облигации едноставно односно услугите кои што нема да ги наплатиме за една година не застаруваат. Ние како јавно предпријатие подлежиме на ревизија, подлежиме на законски врски и тоа сме обврзани да извршуваме утужување спрема граѓаните. Дури и во моменте кога ние не би сакале, бидејќи ствараме дополнителни трошоци према сопоставката, ние тоа мора да го направиме. Јас пак ќе користам приликата на граѓаните да апелирам секако да има некое движење на плаќањето на сметките. Имаме во предвид дека станува збор за, да кажеме, низок буџет, мал буџет, домашен, но да не дозволат граѓаните да континуирано не плаќаат по цела година. Значи имаме разбирање, излегуваме во пресрет, правиме спогодби на повеќе рати, се тоа ги повикам граѓаните се со цел да не правиме дополнителни трошоци на нивна сметка. Бидејќи трошоците за нотар, трошоците за извршител, сето тоа паѓа на нивен терет. Не е нашата цел да ние граѓаните ги обременуваме со дополнителни трошоци. Нашата цел е да ги прибереме средствата кои што се односно средствата кои што треба да ги наплатиме за да можеме да бидеме функционални и да
да не го нарушиме тековното работење. Еве, ја користам оваа прилика, повторно, значи, доста го кажуваме тоа во разни, да кажеме, настапи, средби, настапи. Еве, прилика повторно да апелирам. Кај граѓаните кои што стварно имаат проблем во финансиските средства, да кажеме, во домашниот буџет и така натаму. Нека дојдат во нашите простори, нека комуницираат со нашиот наплатен центар, нека комуницираат со нашите правни служби, за да може сето тоа да го минеме без дополнителни трошоци. Дали ќе направиме спогодба на која што ќе дадеме одреден период на наплата, дали самите граѓани ќе ни соопштат дека не се во можност сега во овој момент, али во некој нареден или одредена сума да уплатат сега и понатаму, се со цел да не го обремениме нивниот домашен буџет и на тој начин дополнително ствараме финансиски програми. Претпоставам дека тоа се ранливите категории на граѓани. Има ли некои што ја злоупотребуваат сепак ваквата привилегија од комуналец? Имаат средства, обрат на пари, а не платаат? Па има, мислам, нели, ние имаме огромен број на корисници, негде околу 9000 корисници имаме само кај овие физичките лица, и плюс некаде околу 2000 и нешто правни лица. Така. Значи секако дека има некои кои ги злоупотребуваат, но тоа не е, како да ви кажам, тоа е за кратко време на злоупотребата. Се откриваат, бидејќи службите наши правни функционираат во тој дел, така тоа да брзо се гледа. Своевремено, ако не се лажам, минатата година излеговте и во пресред на социјалците, односно социјално ранливите категории на граѓани, кога сега можеме да ме коригирате за околу формулацијата, дали беа ослободени од плаќање или пак на договор на одредени услуги. Дали како предпријатие може да очекуваме, сепак познавајќи го буџетот на Струмичани или пак овие ранливи категории на граѓани да бидат повторно, да имат бенефиции? Значи, овие, тоа имаше една таква активност, тоа беше активност на општина Струмица и на комуналното предпријатие. Заедно, значи тоа не станува збор за класично отпишување на долговите, него плаќање на овие обврски од страна на општината на одредена категорија на граѓани. Да не ги наведувам, бидејќи веќе од минато, тоа имаше одредени услови кои што требаше да ги исполнат граѓаните. Тие се ги поднесува своите документи. Но се престанува, предпоставам, за социјални за категорија, Така беа направени критериумите за тие социјални категории кај што сметаме дека се најзагрозени и тоа беше направено, имаше одличен, да кажеме, одзив и кај тие граѓани, секако дека, но морам да спомнам и да биде појаснено. Значи, тоа го реализираше општина Струмица. Значи, општина Струмица издвои дел од своите средства од буџетот за да ги плати комуналните услуги на овие граѓани на комуналното предпријатие. Не станува збор за отпишување на долг. Во ред. Директоре, свесни сте дека критиките беа од една страна, но сепак имаше и незадоволство и меѓу вработените за доснењето на платите, па низ одредени медиуми се појави дека имало штрајкови, дека немало штрајкови. 2013-2014 некако ве следа финансиски пехови, не можам да кажам, но сепак финансиски проблеми што се одрази пред се и на платите, редовната исплата. Пред малку рече дека имате солидни финансиски резултати. Каква е состојбата сега на финансиско поле? Дали сте во добра кондиција? Да, комуналното предпријатие, значи комуналец е во добра финансиска кондиција. Немаме, значи, она што беше во овој период кога имавме еден касање на платите, тоа не е веќе, минато е, ги имаме редовно платите, некаде 15-16 во месецот, редовно се исплаќаат, работниците се извршуваат редовно работните задачи, но морам да се навратам на ова што го спомнавте во тој период. Значи, мораме да одговориме отворено, значи, и на проблемите. Во тој период 2013-2014 точно дека комуналец се соочуваше со одредени проблеми. Може би толку не беа од финансиска причина директно во предпријатието, отколку што беа наметнати. Сметам дека треба да биде јавноста, мислам во тој период беше информирана, но еве прилика повторно. Во тој период имаше наметнување на една политичка конотација на сето тој проблем, во кој што можеби актуелната власт во тој период и сегашна актуелна наметнуваше едно темпо во кое што сакаше да го прикаже дека општина Струмица е во и општина Струмица воедно преку општина Струмица комуналното предпријатие е во едно лоша состојба. Тука зачестија повеќе на притисокот од наплатата на кредитот од МЕАПОД, од страна на Министерството за финансии, понатаму тука беа одредени блокирани сметки од страна на
нашиот добувач на сирова вода, во кој што имавме претходно судски процеси и така натаму. И сето тоа се искористи во еден период во кој што некој сакаше да наметне на слика на лошо работење на комуналното предпријатие и дека стои лошо финансиски. Можеби во еден дел се успеа тоа да се наметне, но морам да ја изразам овде мојата благодарност, да кажеме, и до општина Струмица, до градоначалникот Заев, до вработените во јавното комунално предпријатие и на сите оние добронамерници кои што во тој период на секој можен начин покушаваа да ни помогнат. Сметајќи и мислам дека ја знаја дека не е вистинскиот проблем во комуналец како дека се појавува, него тоа е наметнат проблем. Успеавме ние да се избориме, значи со поддршка повторно кажам на градоначалникот, на општината, на вработените кои дојдоа, кои го има разбирање за тој проблем и тоа го надминавме заедно, значи сите го надминавме успешно. Не дозволивме дополнително да се услужат овие ситуации и состојби, продолживме со редовното теконото работење, продолживме да ги отплаќаме оние обврски кои што ги имавме. Во тој период, повторно ќе кажам, разбирање имаше огромно од страна на вработените, до синдикатот на вработените во јавното комунално предпријатие. 3 месеци зедовме плата линеарно по 8.000 денари, разликата од она линеарна плата до платата која што секој вработен ја добива, беше исплатена во некои наредни месеци, тоа е сето завршено. Значи се најде модел за да се надмине финансиската криза. Да се надмине. Редовно ги отплаќавме и дури во тој момент редовно ги отплаќавме обврските према МЕА програмата, према Министерството за финансии. Како мислите ви го наметнаа тој проблем? Па мислите ли дека тоа намерно ви го направиат или малку да разјасниме сега? Ако би кажал тоа намерно, не би сакал овој збор да го употребам во моментот. Сметам дека тоа во период на предизборие беше. Так. Ако се сеќавате, пак ќе кажам дека актуелната власт можеби сакаше да го искористи овој момент на предизборие, на прикажување на неуспешноста на работењето на комуналното предпријатие, со тоа и неуспешноста или лошото работење на општина Струмица. Сепак имаше една политичка конотација која што сега во моментот не би сакал повторно да ја отворам. Сега каква е состојбата? Состојбата е долгот со МЕА програмата кој што мислам дека беше тоа далечната 2000, не ме фаќајте за збор, знам за реконструкција на канализацијната и водоводната мрежа. Дефинитивно дали комуналец заврши со исплатата на кредитот, како стоите? Знаете што, јас најверојатно на 31.12 оваа година ќе бидам многу посреќен. Зашто? Затоа што доаѓа, значи до 31.12 треба да ја исплатиме и последната рата. Морам да го кажам тоа беше кажано и на совето, да ги информираме и граѓаните. Значи во август месец, овој месец, значи сега мислам ова лето, ја исплативме последната голема рата. Бидејќи општина Струмица и јавното комунално предпријатие плаќаат две големи рати, тоа се во јануари и во август. Секоја од овие рати изнесува по 12 милиона денари, значи го плаќаме заедно со општината, во кој општината го плаќа поголемиот дел и ние партиципираме со одредена сума на пари и плаќаме 36 унат за 36 месеци по месечна рата некаде околу просек околу милион денари, кои што тоа се за останати обврски уште многу поодамна. Јас малку после ќе се навратам за да дојде малку појасно. И сега овие денови ја плативме и месечната рата за месец август и ни остануваат веќе на крај 4 рати. Тоа се септември, октомври, ноември, декември, во кои што имаме. Предпоставам од тоа милион што го велите. Да, тоа се не, тие се веќе завршени, значи големите рати така ги кажуваме, нели? Тие се завршени, остануваат овие 4 рати, тие се сега во моментот по 700 и нешто илјади денари, или се вкупно негде околу 3 милиони денари треба да исплатиме до крајот на 2015 и дефинитивно во јануари 2016 комуналеци и општина Струмица влегуваат во нова година во која што ќе немаме веќе обврски према
меа програмата и воедно немаме и према други обврски. Зборам кредитни обврски. Што значи дека парите за основа на враќање на кредита, барем до сега ќе се реинвестираат во поквалитетна услуга. Да, секако дека ќе се инвестираат, рачунајте дека нас годишно од сето тоа не кошта негде две рати по 20, тоа се 24 милиона и 12 месеци од прилика по милион, негде околу 36 милиона денари не кошта, мислам, не чинеше секоја година заедно со општина Струмица збор. Значи околу половина милион евра му доаѓа тоа. Некаде околу половина 600.000 евра, значи да коштате. Тоа се пари кои што ќе останат и во општина Струмица како една поголема, нели, сума на пари кои што може да се инвестира во други активности на самата општина и во комуналното предпријатие кои што ќе ги реинвестира во или модернизирање на своите капацитети. Но предно го спомна дека за објаснување зошто се случи тоа така. Морам да се вратам малку унад за сега да видам историјатот на самиот проект МЕА програмата. Значи тоа е некаде 2002 ако не се лажам, така. Тогаш е донесен, значи, од страна на Советот и на општина Струмица, тогашниот градоначелник. Најклучната работа во која дојде во таа ситуација, во тој период, значи по инсистирање на самиот кредитор, да кажеме, тоа е обврска да комуналното предпријатие ја покачи цената, но разликата меѓу покачената цена и цената која што била во моментот во тој период да биде акумулирана на посебна сметка. И тогаш се изврши покачување, ако се сеќавате вие и секој граѓаните, се покачи цената на водата на 31 денар. Тогаш се викаше дека најскапа вода се паѓа. И точно дека во тој период една од најскапите води е била во Македонија, но со обврска дека тие пари ќе се акумулират во разликата меѓу постоечката цена во тој момент и цената која што е покачена, да се акумулират на посебна сметка и на тој начин во периодот на грејс период во самиот кредит, комуналното предпријатие акумулира одредена сума на пари која што многу полесно ќе му дојде при исплатата на тековните веќе редовни рати при исплаќањето. Но 2005 кога дојдовме како нова власт, да кажеме, или гарнитура начело со градоначалникот Зоран Заев и во тогашното раководство, односно директорот Панчо Урцев на комуналното предпријатие, посебната сметка беше празна. Немаше пари едноставно. И се случи тоа што се случи. Општина Струмица тогаш почна редовно да ги плаќа ратите према Министерството за финансии. Но тие 3 години... Но 3 години кои што не се плаќало, се појавува периодот кога склучивме дополнителна спогодба со Министерството за финансии на 36 милиони, кои што ја плаќаме на 36 рати. Така. Значи, тие 4 рати што пред малку ги спомнав, и ги плаќаме сега и веќе завршуваме. Сакам да кажам дека овој период, значи од 2005 до 2015, МЕА програмата што беше реализирана во времето на претходниот градоначалник и претходниот совет, целосно го исплати, значи, градоначалникот Заев, овој совет и претходните совети нормално кои што се во текот на овие 10 години. И од први, значи 2016 општина Струмица и комунално предпријатие го немаат веќе кредит према. Ќе немаат обврски, односно нема да бидат задолжени. Искрено кажам, го сметаме за огромен успех. Така. Затоа што покрај сите, да кажеме, тековни проблеми, тековни наметнати и така натаму, сепак успеавме редовно да ги исплатиме ратите према Министерството за финансии, бидејќи искрено кажам, Министерството за финансии не е благонаклонето, нити е флексибилно према општина Струмица и према односно комуналното предпријатие во делот на плаќањето. Тоа се строги датуми кога треба да ги испланира, односно исплатиме средства и при тоа, значи, никако не можеме да отстапиме од тоа. Значи, мора да ги подмириме. Јас не знам како се другите градови кои што исто така во тој период се задолжени. Знам дека не им се исплатени во целост, значи нивните обврски, но не можам со сигурност да тврдам, но знам дека према нас имаше одредена дисциплина, да кажеме, во тој финансиска. Да.
финансиска дисциплина, дека мора да платите, ако не противно платите, не блокираат. Ето, така и тоа што се случи. Сега предлагам, директоре, да видиме што сметаат струмичани, кои се нивните забелешки, реакции, барања или пак прашања за и околу работењето на Комуналец, па може малку да ги прокоментираме нивните изјави, со оглед дека пред малку рековте сакате да го слушнете гласот на струмичани за да ви бидат коректив и едноставно да ве поттикнат за подобри резултати и поквалитетна испорака на услугите. Ако сме спремни, може да го видиме тој таа анкета. Задоволни од работата на Комуналец? Никако. Зошто? Сите ѓубрина стоат. Фрлат народо и... Што да кажам? Ја едно дрво се сече у Дебарска на број 10 и стоја 2 недели. И дрвото е исушено. 5-10 пати отидема да кажеме, не дојдеа да го иземат. Така, доколку би имале можност, кое прашање би му го поставиле на директорот Зоран Ѓоргиев? Па, прашање, што да му поставам? Он треба да си ја гледа работата. Мислам како директор. Иначе, жалосно е. Отпадот се фрла се. И камена, и дрва, и не знам што у кантите. Тоа се треба посебно да има канти. И народот треба да биде малку цивилизиран, а они и малтер фрлат, и се живо се фрла тука. Јас сум у Австрија и пластиката посебно си е ѓубрето, посебно си е манџите, се посебно. Железо посебно, се е посебно. И канти треба да си има различна, не една канта ќе ти дадат и они се фрла. И плюс немаме ние фабрика за ѓубрето. Целото ѓубре утркане го фрла. Тоа се испарава и народот добива од крепс, што викат рак добиват. И народот умира побрзо. Нема ни чист воздух, ни ништо. Во тој случај, кој би било прашањето еве до директорот на Комуналец? Па што прашањето? Секоја власт треба да си гледа, секоја предпријатие треба да си гледа своите работа, да си ја гледа работата. Што да фала на Бога, добро е. Чисто не е, сега чисто улици ни чистат, сега што треба негде асфалт да става, тоа треба друго понешто. А иначе добро, задоволен сум јас, не може да кажам дека не сум. Да. Доколку би имате можност, кое прашање ќе го поставите на директорот на Зоран Ѓоргиев? Што, јас не го ни познавам што прашање да го поставам. Во врска со работата на Комуналец? Тоа не може да ви кажем, не знам. За такото задоволен сум од улица сад. Што ви кажа, ја улица што живеем јас во мојата улица. Не бе, од мините услуги сме прилично. Предобни сум што. Секоја среда и сабота чистен имени самото улица, дигат ѓубре, дигат всичко. Едини за парко веќе не те што прави. Само незадоволни сме што канти нема за ѓубрето. Ја тоа може да ви кажам, канти немат. Ја тоа е само. Така, значи тоа може и да биде прашањето до директорот до Комуналец за да не се става ѓубрето на асфалт туку што да става. Канти треба да има. Јас сум задоволен од се како он што кажа. Комуналец за наска добро работа. За друго што да ви кажам? Вие кое прашање ќе му го поставите на директорот Ѓоргиев? Види, јас имам прашање до него, они го знаа проблемот, ние име спукнено цела у длгата зграда, ја викат. Он го знае. Ама никако не може да го решиме. Треба да ни донесат некоја нова линија, ни убава. Дали ќе дојдат, не знам. Тоа е моето прашање за него. Да. Оти, во секој момент водата може да не ја исклучат. Ние трошиме нивна вода, а не наплатена. Они се управа, ама не ни да он немат сервис, не знам што нема, али не сакат да дојдат. Друго нема што да кажам.
Благодарам. Господине, вие како сте задоволни од работата на Одлично, одлично, се слажем. Одлично, парк е парк, кај мен дома чист, доле чисто, улица, нема што да кажем. Па има и добри и лоши страни има. Мислам, чистоките не е баш нај. Това е по площадата, таа жвака там што има, това не знам, идеш дома го понесеш таа жвака у собите, налепиш на кондурта, па има многу работи. И тука гледам, има баш, не е најте да кажем. Да. Имате ли еве прашање до директорот на Комуналец Зоран Ѓорѓиев? Имам. Може да кажем, у Комуналец сум одил 5-6 пати од глобало, од долната страна, канализација, коли перат, водата доле канализација запушна, тука некои води се збират, миризби има, у центар на градот това не треба да се дозволя. Колку пат сум одил да се поправат тие работи, не се поправи, некои, не знам, не сум задоволен да ти кажам прави. А плаќам, да ти кажам, многу давачки плаќам, комунали на гаража, што се вика плаќам и канализации, и води, и струи, и всичко, не сум задоволен. Многу малку, скоро и не сум задоволен. Прво многу наплаќат, да кажеме, тие домакинство, смет за домакинство и чистоки наплаќат на двор по 1000 dinara. Тоа е многу, а јас лично за мене не сум уопште задоволен за тоа што на комшијата канта дигат, а моите канта не ја дигнуваат. Треба на това дете што дига да го натепне, друг спас нема. Зошто дали сте поднелеве барање, дали сте стапиле во контакт со некој од вработените во Комуналец да не се пожалите или? Не сум поставил контакт, нит ќе поставам, знамо те нема да ме прифатат. Тај што му дигат канта од дома спроти мене не е платил 30 години вода, ама па му дигат. Негов е, нивни е. Јас не сум нивни. А добро, еве, кое прашање вие ќе му го поставите на директорот Зоран Ѓорѓиев? Сите вработени ќе му се за чистоките да и малку поголема контрола. Гледам таму на улица една недела скапано стакло на шише тегла, со евер не е дигнена на тротоар. А таму кај земјоделското. Нека си поведа малку повеќе ситуација со нив. А не да оде да гледа кој е, дека и шо е. Него да се ја види неговата работа. Добре сме задоволни, како не сме задоволни. Чистат човеците, работат, што да ви кажем друго. Ние како граѓаните во Струмица треба малку да внимаваме кај што фрламе и се што фрламе, значи. Контейнерите ги пънаме со разни работи. И после кажуваме комуналци не чистат. Они поминават, ама и треба и они малку пак да внимават повише, бидејќи има неколку контейнери што немат точкови, тешко се помрднават, а ние како граѓани, значи, ставаме се што треба и што не треба до контейнерите. Тоа треба они да си го решат тај проблем. Да има некоја служба што ќе контролира, што ќе гледа таков отпад што не е зафрлен там да се остава и да се дига. Иначе, 2 пати неделно го дигат сметот, да кажем. Некој пат кога има дефект, останава, ама доваѓат, си го дигат, си завршат работа на што треба. Така, грубо кажано, задоволни сме од нив, ама и ние граѓаните треба малку да внимаваме, значи, повеќе свест да има. Кое прашање би му го поставиле на директорот Зоран Ѓорѓиев? Што да му поставаме? Да му кажеме повише да контролират, да го дигат сметот на време и околу контейнерите остават, после кои ќе поминат со камионот, останават още смет, значи. Детално не го собират тачно баш. Треба да се види тоа само што може да направиме, иначе половината грешка е нивна и наша, како граѓани. Тука треба да имаме некој солодност, вака да се разбиране да имаме, ама ќе му порачам да имат контрола, некои нивни луѓе, од време на време да одат кај што има контейнери, таму да видат как е, шо е, ако треба некој што носи смет, што не е во контейнерот, керамиди носат таму, малтери разни, од дома имат и креденици остават на пат. Това не е за таа работа. Да дојдат там, значи да имат луѓе што може да контролират по улиците, да видат и да ги запишат, да ги казнат.
И тогава ние ќе добиваме по-голема свест и нема да фърляме такива работи, кај што не треба да се фърлят, што треба да се однесат. Това да ви кажа. Јас имам само замерки на комуналец. Комуналец се плаќа, нели, чистоките сек да се метат, се правят. Меѓутоа, јас живеем во еден джеп у градот. У тај джеп комуналец не е дојдел со метла да видат да замете. Значи, джебовите што се у Струмица еден не се чисти. Никој пат. Отказнам. А тука во градот секоја хартичка го собират, прават така. А у джебовите нема метла. За джеб нема метла. Да. Во тој случај кој прашање ќе му го поставите на директорот? Да си пуште човеци да ги метат и джебовите. Тие луѓе што живеат у джебовите и они исто плаќаат како тие што се на центар. Не е лошо. Ние сме тук у парку редовно. Редовно се која стрелата, гледат, нема листани стрелата. Чешми постави добро, ама јага така те чешмата не се води рачуна од граѓаните. Поштовани гледачи, вие сте со емисијата Отворено со општината. Наши ваша гостин е првиот човек на јавното предпријатие Комуналец од Струмица, Зоран Ѓорѓиев. Директоре Ѓорѓиев, ги видовме, се разбира, оние коментари, забелешки, сугестии кои што ги има струмичани во нашата анкета. Кратко, накосо забележавте дел од нивните мислење, коментари, што можете да за возрата да кажете од оваа позиција како прв човек на Комуналец? Па да, во ред мислам, граѓаните си го кажуваат своето мислење, претходно како што реков, во ред секоја ние таа критика ја прифаќаме повеќе како сугестија, да кажеме, и видовме дел од граѓаните се задоволни, дел од граѓаните се незадоволни, тоа е нормално. Генерално ќе спомнам дека од тоа што го видовме од анкетата, дека граѓаните кои што изразија задоволство, неколку граѓани кои што ги видовме, воедно изразија задоволство, но воедно и најдоа некои забелишки. Но често ако сега јас колку што можев да го приметам тоа од самата анкета, дека наваѓаат забелешки кај самите граѓани. Кај себе во делот, посебно кај неколку, во кои што неколку граѓани во анкетата, гледам го спомнаа често дека и ние самите граѓани не допринесуваме, односно или во контейнерите ставаме ѓубре кое што е несоодветно, или ставаме, да кажеме, премногу количини кои што тоа го оптеретува и самото собирање на сметот, и сето тоа е взаемно. Една работа треба да ни биде најасно. Комуналното предпријатие, колку и да може да го максимално да го собира сметот, колку и да имаме вработени и современа механизација, ако немаме соработка со граѓаните, односно и ако свеста на граѓаните не го подигнува на едно повисоко ниво, сепак ние ќе имаме проблеми во текот на собирањето на сметот. Еден од граѓаните спомна, ако не се лажам, рече дека и од Австрија, дека таму има неколку канти за селектирање. Да, тоа е точно. Се селектира на тој начин, подобро се транспортира и собира, но ние да кажеме дека не сме во можност, бидејќи се уште не сме моќни тоа да го спроведеме. Но една забелешка што ја приметив кај другите граѓани, тоа беше дека добар забелешка од самиот граѓанин дека се става шут, керамиди, така нешто во контейнерите. Ние тоа често пати го соопштуваме на граѓаните. Нема потреба тој градежен шут, да кажеме, да го стават во контейнерите. Тоа може да се стави пред самата куќа или таму кај што е кантата за собирање на смет и да не известат, бидејќи ние дополнително и со посебни возила го собираме тој смет. Бидејќи тој смет, односно шут, ако се стави во контейнерите или во кантата за собирање на смет, ни врши оштетување на возилото, оптеретување дополнително, која нема потреба. Значи, на повик на граѓаните преку систем 48 може слободно да ни информираат дека имат одредена количина на некој градежен шут.
некои стари мебел, кауч или често пати се појавува. Сето тоа ќе го собереме со други возила, значи не со она кои се класичните смекери, бидејќи ни прават проблеми на самото возило. И тоа го ценам од граѓаните, но воедно и ви апелирам, значи, да, граѓаните тоа кога го имаат, значи да ни соопштуваат. Да ни соопштуваат, да ни се јавуваат на дежурниот телефон, на систем 48, нема никаков проблем од наша страна. Кај граѓанинот во почетокот мислам дека беше кој рече дека од Австрија живе уствари само едно до информирање. Тој спомна тркање кај што се фрла сметот. Не, нашиот смет не се носи во тркање. Во тркање имавме дел на цврст отпад, значи тоа е шутот, кој што е веќе затворена депонија, сметот се носи во депониите во Добршинци. Значи да не настане недоразбирање, чисто како информација. Еден од граѓаните спомна и како прашање, јас колку што го забележав, тоа се работи за долгата зграда, ова што е на булеварот кај во центарот. Да, го знаеме проблемот, тоа е проблем кај во самата зграда, значи имат проблем со цевката, во кој што спомна дека комуналите има сервис или мора да ги разјасниме работите за да биде на почисто ситуацијата. Комуналното претпријатие има обврска да го решава проблемите на сопствената мрежа. Сето она што станува збор од водомерот фактички до зградата. Да, до зградата или до самиот водомер, независно кај што е лоциран. После тоа останува обврска на приватните субјекти, односно дали се правни, физички или станарски вакви заедници. Дојавме петиција од оваа зграда и бидејќи со нивно образложение кои што контактиравме со одреден број на жители од таа зграда, не биле во можност да најдат соодветна фирма која што тоа ќе им го реши. Ние се нафативме и без разлика кое што не станува збор за наша активност, ние тоа ќе го реализираме бидејќи станува штета на сите нас, на граѓаните. Тоа е вода која што тече, сепак они изразија желба и тоа да го надокнадат парично, имат собирано одредена средства кои што како совет на зградата. И тоа ќе во наредниот период ќе го реализираме, чисто сакам да го информирам граѓанинот да знае дека тоа ќе биде завршено. Едно прашање во кое што тука спомнато е за кантите. Да, кантите кои што се низ граѓаните поделени, тоа се метални канти кои со тек на време се оштетуваат. Ние планираме, значи 2016, јас ми повеќе пати го спомнав, да набавиме поголема количина на канти за сите граѓани, а да ја спроведеме наплатата преку самите сметки. Бидејќи обврска е на граѓаните да го имаат садот за собирање на смет, така да го кажеме, или кантата за собирање на смет. И во плане на менеджментот, значи во 2016 да набавиме една поголема количина на канти, кое што со склучување на договори да ги вршат граѓаните отплатата на преку месечни рати, преку самата сметка. На тој начин ќе го обновиме тој, да кажеме, сервисен дел и на граѓаните сметам нема да им дојде премногу финансиски проблем, бидејќи во текот на 12 месеци би ги исплатиле. И тоа е еден од нашите проекти за идната. Имаше една сугестија, овој граѓанин го повикувам искрено кажано да дојде во нашата фирма. Не би сакал сега да го коментирам, но морам да спомнам, беше кажано од страна на граѓанинот, не доваѓаат кај мене, не ја земат мојата канта затоа што не сум нивен. Обичаено вакви етикети постојано велепа дека вршите селекција. Јас пак ќе кажам, не би сакал да дадам сега политичка конотација. Спомна граѓанинот, јас не сум нивен, не знам на што мисли. Јавното комунално предпријатие е сервис на граѓаните на општина Струмица. Не е сервис на одреден број на луѓе или партиски членови или непартиски и така натаму. Јас не можам да разберам да на комшијата ја подигнуваат кантата, а неговата да стои. Јас го и беше посочено дека од страна на вашиот новинар, гледам прашањето беше па зошто не одите во комуналец? Беше одговорено па и да одам нема да ме прифтат. Не, сосем грешка е тоа. Јас го апелирам до граѓанинот да слободно се јави тоа кај мене во комуналец или во нашите служби, ама даваме на еден повик до самиот граѓанин да дојде да се јави кај мене
Сметам дека тоа е пристрасно, ние ќе го решиме тој проблем. Можеби станува пропуск на самите работници. Не само тој, ако имат некои други и ако има некои други, ги повикувам слободно таа сугестија, но не сакам да се наметне кај граѓаните една слика дека подигнувачите на смет нашите вработени прават селекција на граѓаните. Не. Тие го редовно подигнуваат и во текот на самиот блок, односно район кај што редовно го подигнуваат. И за граѓаниот кој што спомна една сугестија, ја прифаќам ова сугестија во делот на џебовите. Така. Каже дека и жител, односно живее на таков џеб, кај што многу ретко или воопшто не доаѓаат нашите метачи, говорам метачи во делот на ова јавната чистоќа. Исто го повикувам него, ја прифаќам ова како сугестија, секој ќе го разгледам јас повторно реонот на движење на нашите метачи, но и побарувам од самиот граѓанин една сугестија да ни посочи за кои џебови, мислам дека не ја спомна улицата, не се сеќавам, мислам дека не ја спомна, сепак да ни посочи, но ја прифаќам оваа сугестија дека можеби овие џебови не се запоставени од наша страна. И секој дека сите граѓани кои што ја гледавме сега пред малку, значи нивните анкета изјави, се благо наклонети или ги прифаќаме сите нивни сугестии, бидејќи ние повторно ќе речам, сме големо предпријатие, можно е да има одразен тип на пропусти, но таквите пропусти, ако ни ги забележат на време, да ги решиме сите заедно. Да. И воедно добар дел од граѓаните кои што беа анкетирани и сами најдеа една сугестија кај сите нас како граѓани да вршиме едноставно не селектирање во таа прави класичен смисла на зборот, но оној отпад кој што не е наменет за контейнерите и тоа сакам да го прашам, шут велите дека посебно се плаќа посебно или ова со градежниот шут кој што велите дека регали, кревети? Не. Значи кога станува збор за поголеми количини, станува збор за рушење на одредена куќа, граѓаните кога реновират, тогаш мислам се наплаќа. Значи кога станува збор за мали количини, кои што се воопшто не е проблем ние да ги подигнеме. Значи слободно нека се јават во јавното наша обврска и задача. Така. Отворено соопштината, наши ваш гостин, првиот човек е на јавното комунално предпријатие Комуналец од Струмица. Ја зачнавме хигиената во градот, јас би сакал малку повеќе да прокоментираме и околу водоснабдувањето. Сметаш ли дека имаме чист град? И дали само тоа е во централното градско подрачје, рече џебови, дали континуирано се собира сметот, отпадот и по џебови, и по како е таа динамика на вршење на работите? Да. Ако ме прашате мене, секој дека ќе кажам дека е градот чист. Да. Не е само одговорност, и граѓаните рекоа дека тоа го забележувам, да кажеме, многу често имаме граѓани од други градови или од други држави кои што често пати мене директно како како пријатели или така натаму или према нивни пријатели тука што се го спомнува тоа дека градот е така во една добра кондиција во делот на чистоќата. И сметам дека сме еден од почистите градови, можеби не најдобриот или не знам, секогаш има нешто подобро и најдобро, но сметам дека сме еден од подобрите и почистите градови. Секој дека има услови за подигнување на тоа ниво, пак ќе кажам дека мораме тука заедно со граѓаните да се бориме за тоа и заеднички тоа да го надминеме. А во делот на што спомнавте собирањето сметот, значи целиот град е на неколку реони во кои што значи континуирано 2 пати неделно се собира сметот од граѓаните, правните лица и така натаму. Метењето на улиците или јавната чистоќа е исто така поделена на реони. Најголемиот дел е сконцентриран во централното градско подрачје, бидејќи тука и најмногу е движењето на граѓаните, на луѓето и така натаму и се ствара најмногу смет. И тука сме фокусирани, но имаме поделба на градот на одредени реони кај што се поминува и се метат одредени улици. Еве и сугестите од граѓаниот за некои џебови, можеби имаме пропусти, јас не можам да потврдам. Рековте комплексно предпријатие, но пожелно е вака граѓаните. Пожелно е во секој случај за тоа што можеби и нашите вработени се го пропуштиле или не посветиле доволно внимание. Вршиме значи редовно метење на редовно во смисла поделено во реони. Бидејќи и не можеме да постигнеме ако секојдневно ние целиот град.
го метиме, да кажеме, во права смисла на збора. Значи тоа се случува само во централниот редовно метење и одржување на јавна чистоќа во централниот градски подрачје, а споредните улици и другиот дел од градот го спроведуваме во текот на една динамика која што е пропишена. Јас само ќе спомнам за подобрување на чистоќата, посебно во централниот градски дел. Ние веќе неколку месеци, ајде да не кажам, го водиме како мал проект. Не знам дали граѓаните забележуваат дека во делот имаме неколку работници од понежниот пол. Така е. Тоа што е ново во Струмица, искрено кажано, во некои метрополии европски и во другите градови е доста забележливо. Искрено кажано, се изнамачивме малку околу целата таа работа, бидејќи навиката во Струмица досега не било, да кажеме, работници од понежниот пол да бидат метачи, хигиеничари. И сметам дека тоа најде на многу позитивни реакции и кај граѓаните, и кај сите нас, воедно и во централното градско подрачје. Оти сепак ќе кажеме, нели, понежниот пол е малку попедантен во чистењето и во одржувањето. Ние сме задоволни од овој проект, ќе го надградиме на еден начин, да кажем, ќе зголеми бројот на понежниот пол, значи да ги имплементираме и во самото комунално предпријатие и во тој дел на одржување на хигиената, и сметам дека ќе имаме еден така позитивен, а за сметка на тоа по работниците од, да кажеме, кои што не се во текот на тие метачи, да почнат по периферните делови да ги одржуват. Така да и ќе постигнеме поголем ефект и на јавната чистоќа. Да, но за тој поголем ефект потребна е наша поголема грижа. Секако дека треба. Сите ние како граѓани, овие од понежниот пол сигурно нема да метат ако не фрламе пикавци, кеси и така натаму и така натаму. Значи сепак и вината е до нас. Околу водоснабдувањето, директоре, со оглед дека времето не гази, Струмица беше еден од ретките градови кој што немаше проблеми ова лето и на овие високи температури. На што се должеше тоа? Дали околу односно системот за водоснабдување, фабриката за прочиствање на вода. Точно е тоа, јас сум задоволен, значи во овој период кога имавме страшно високи температури, градот никако не остана, да кажеме, без вода. Тоа се должи на добрата екипираност, да кажеме, на секторот за водовод и канализација, во кој што посебно за обработката на водата, фабриката што ја викам, или филтер станицата, во кое што во еден период имавме до некаде максимум, значи обработка на количините на вода, и така да граѓаните не осетија никакви, да кажеме, проблеми, за разлика од тоа гледав кај некои градови во низ Македонија се случуваше некои рестрикции и така натаму. И се уште има, И се уште има. За среќа, мислам дека ние сме тука добро екипирани, имаме добар водоснабдителен систем, фабриката е во солидна кондиција, која што тоа го овозможува да работи со полн капацитет во такви, да кажеме, екстремни услови на водоснабдување, бидејќи при зголемувањето на температурата се зголемува енормно и потрошувачката на вода. Имавте ли, знам вообичаено дека вака на седници ве слушам дека делот загубите на водата, како ви стоите, нели, од таа мрежа? Делот на загуби на вода ни се движат негде околу 46-47%. Дали е тоа опасно, односно дали е во границите некоја нормала или не знам? Бидејќи таа вода сите ја плаќаме. Да, сите ја плаќаме, точно. Границите зависи за према кој критериум. Ако гледаме во македонски услови, ние сме негде во границите на нормалното. Ако гледаме на европски услови, не сме во тие граници, искрено кажано. Се бориме со тоа да намалиме делот значи загуба. Имаме еден дел техничка загуба на самиот процес, но имаме дел на загуба на главниот цевковод, тоа е доста веќе доста стар, да кажеме, имаме тука тековни загуби кои што исто така треба во еден нареден период да се планираат, значи, и во самата мрежа кај што имаме некои се уште стари линии и некои диви приклучици кои што ги решаваме, искрено кажано, не се толку во голем број да бидат загрозувачки, но се случуваат. И имаме загуба нормално во делот на поливање на зелените површини, чистење и миење на улиците, сето тоа придонесува за. Но сепак, пак ќе кажам, се бориме да ги намалиме тие загуби.
И тоа е еден од приоритетите на комуналното предпријатие во тој дел. Ова година би требало на некој начин да превршуваат активностите за и околу изградбата на пречистителната станица. Конечно, 2016 може ли да очекуваме на повидок да имаме станица за прочистување и која е улогата на Комуналец во сето овој проект кој што се реализира со европски пари? Точно е тоа. Ние сме задоволни од целиот процес. Еве, утре, искрено кажем, мислам како информација, одиме на состанок во Министерството за животна средина, повторно околу проектот прочистителна станица. Беше тука, мислам дека медиумите пратеа, еве пак како информација, една средба, односно една посета на самите понудувачи, бидејќи тече тендерот за изведба, значи, на прочистителната станица. Тој тендер го реализира Европска делегација заедно со Министерството за финансии и животна средина, бидејќи тоа станува за европски пари збор. Имавме огромен интерес, тоа ме радува, затоа што значи има заинтересирани компании, беа на лице место, беа на една средба во која што поставува дополнителни прашања. Тендерот завршува на 21 овој месец, после тоа следи она еволуација и избирање на изведувачот, така да обврските понатаму течат со оваа динамика. После од некаде јануари, во наредните 6 месеци треба да се изготви главниот проект и тој при крајот на 6 месец веќе се почне со реализацијата на изградбата, значи, изградбата. Така да крајот на 2016 и 2017 треба да се заврши прочистителната станица, конечно да ја добиеме. Ние како Комуналец сме задоволни. Ние во целиот процес учествуваме како комунално предпријатие кое што понатаму ќе ја менаџира целата оваа работа. Значи со наши предлози, сугестии во одредени делови и така натаму, но целиот процес го води Европска делегација и тоа ме радува, бидејќи они како делегација го водат и така стриктно се држат до некои рокови, тоа е многу добро, бидејќи долги години се зборуваше за прочистителната станица, долги години стануваше збор за неа. Еве конечно мислам дека сме на прав пат да ја добиеме овој објект кој што е од големо значење и за градот и за целокупно за регионот Струмица, бидејќи прочистувањето на фекалните отпадни води значат многу, три држави. Да, значат многу и за нашето земјоделие и секој за сите. Комплексно предпријатие, не спомнавме ништо барем околу пазарите, функционирањето на пазарот Чешел, па пазарот на Големо. Мислам дека деновиве реагираше и од советничката група на ВМРО ДПМН дека не е реализиран пазарот Чешел според најавите од страна на првиот човек на општина Струмица. Кои се оние активности кои што ги превзема јавното предпријатие Комуналец? Колку можеме да бидеме задоволни од функционирањето на таа работна единица ако прочем? Да. Имате како? Да, имаше реакција од страна на советничката група на ВМРО ДПМН. Значи пазарот Чешел е влезен во програмата, изборната програма на градоначалникот Зоран Заев за период 2013-2017. Ние сме сега 2015. Што значи остануват период кога треба да се реализират одредени активности. Беше спомнато на пресконференцията дека пазарот Чешел работи во субстандардни услови. Тоа не е точно, бидејќи ние не можеме да работиме во такви, бидејќи дозволата ни ја дава одредени државни институции, Дирекција за храна, Министерство за екологија и така натаму. Така да сите услови се исполнети за да работи Чешел. И сите услови ги исполнуваме. Јас не знам дека ги гледат оние субстандардни услови, но ако е само за да се критикува или да се каже нешто, тогаш тоа е тоа. Иначе Чешел ги исполнува сите услови за еден пазар, кој што треба да биде. Редовно се вршат сите активности од наша страна, дезинфекција, миење, чистење, одржување на пазарот и така натаму. Некој ќе го постави прашањето зошто има толку народ надвор од пазарот Чешел. Да, премногу голема концентрација. Премногу, точно е тоа. Имаме еден проблем. Значи, кај пазарот Чешел нити проблем е пазаричната такса, нити е проблем местото внатре. Внатре имаме сосем доволно место да ги абсорбираме тие граѓани кои што продаваат на улиците или околу Чешел на тротоарите, но некоја навика е створена која што граѓаните сметајќи дека надвор можеби побрзо ќе го продадат производството или некои навики кои што не знам
често пати наидуваме и ние со нив на неразбирање, да кажем. Ние, од друга страна, како комунално предпријатие, нашите ингеренции се во самиот пазар. Ние надвор немаме ингеренции. Надвор имате ингеренции полиција, пазаришна, санитарна, комунална инспекција, сите други инспекции кои што се, нели, имат своји надлежности, но ние како комунално предпријатие не можеме да реагираме надвор. Тоа не е наша обврска, но добар дел од државните институции остануваат како анемични према таа работа. И се создава проблем. И се создава проблем, малку и при движење, значи сообраќајниот хаос, да кажеме, тука се ствара еден непотребна нервоза и гужва. Понатаму останува доста смет кој што секако ние го собираме тој смет, кој што не би требало да биде на тие, али јас повикувам на институциите сите заедно, значи и со општина Струмица, и со комуналното предпријатие, и државните институции да придонесеме за решавање на тој проблем. Не мора сигурно со санкции или казни, но со едно предупредување, со излегување на тие инспекции, посочување на граѓаните да ги користат условите во пазарот. Видите, вие продавате производ на самиот тротоар кај што поминуваат возилата. Мислам, не е во ред. Така. И не е ни безбедно во секој случај за од една страна не е безбедно, од друга страна воопшто не е, тоа е представена грда слика. Но институциите како Агенција за храна и ветеринарство, не знам другите таму пазари, пред се полиција. Полицијата секако дека треба. Тоа е на еден начин да се интервенира, не во таа смисла да се казнува, туку да се превенира, за да може граѓаните на тоа да се посочи. Дека внатре во пазарот имаме сите услови за работа, има слободно место, таксите пазарични дневни не се високи, значи не представуваат некој посебен финансиски проблем. И сметам дека тоа е за така. Во однос на другите пазари, значи квантичкиот пазар во овој период беше интензивен, да кажеме, бидејќи и сезона на самото производство. Таму имаме простор се уште за работа, значи доста се вложи во пазарот, значи имаме осветлување, асфалтирање, водовод, канализација, сето тоа е воведено, еден дел останува неасфалтиран. Сметам дека 2016 веќе ќе имаме можност тоа да го реализираме. И тој работи со една полна динамика, работи едно 24 часа се да излеземе во пресрет на земјоделците за да можат да влегуваат слободно во текот на целиот ден, за да не се стварат оние гужви пред самиот пазар. Така да мислам, квантички пазар веќе достигнува една добра кондиција. Пак ќе кажем, има простор сега се уште за инвестирање, да добиеме еден современ пазар, регионален. Многу е важно тоа, искрено кажано, не заради комуналец како предпријатие кое го менаџира пазарот, него како Струмица регион во кој што мораме да ги држиме купците од другите градови кои доаѓаат за да можат да го пласираат нашето производство. Кванташ вела дека стане како агроберза. Па, видите, оне во суштина... Неголемите трансакции таму се случуваат во отсутство на... Во суштина представува, да кажеме, нели, некоја агроберза. Сега, ние зборот агроберза многу често го користиме за тоа. Но во секој случај репер е во голема функција за пласманот на земјоделското. За пласманот е многу важно, тој е репер за цената на движење, тоа е фактички суштина, она што викаме агроберза, понудува побарувачка цена на формирање. И сметам, пак ќе кажам, и повик до земјоделците, значи и од Струмичкиот, од Струмица, од општина Струмица и од Струмичкиот регион. Мора сите заедно да работиме да го одржиме пазарот на едно ниво, затоа што, пак ќе кажам, од она што го имаме ние како увид, доаѓаат огромен број на купувачи од другите градови на Македонија и мора да го одржиме тоа ниво, бидејќи ако ги изгубиме тие купци, што ќе направиме? Ќе направиме да самите земјоделци ги дополнително вложуваат одредени трошци да морат да се движат кон други пазари, кои што ќе им одземат и време и пари, а имајќи од тука да го продаваат производство директно на овие кои што доаѓаат, а тоа ќе го одржиме заедно, значи како комуналец што го менаџира целиот пазар, но и самите продавачи, односно земјоделци. Директоре, полека да привршуваме, идни активности на комуналец, иако ни остануваат уште 3 месеци до крајот на оваа тековина, каде што веќе планирани се, нели, сите активности за оваа година. Јас идните ќе ги надоврзам и со сегашните преги малку начинавме, не продолживме. Значи, продолжуваме понатаму, во делот на зеленилото го довршуваме и веќе е при крај
уредувањето на паркот пред самиот дом на Арама. Така. Тука имаме значи поставување на нова урбана опрема, осветлување, клупи, значи му даваме еден дел, го уживуваме овој тревнатиот дел, но секако пак го задржуваме со хортикултурно уредување на жардинерите на Буливар Маршал Тито. Така, тоа е кон Никола Карев. Да, кон Никола Карев, тие се во завршна фаза, изведувачот треба да заврши уште некои ситни работи и податово ние влегуваме со полнење на земја, хортикултурно Кога може да очекуваме така да биде зеленило? Зеленило или па овој период доаѓа, знаете, и есенски период, но секој дека ќе има, мислам, ќе биде хортикултурно уреден, хортикултурно, да, секој ќе биде уреден, па негде месец октомври, месец ноември бил тогаш погоден период и за засадување на тие, да кажеме, хортикултурни растенија. Понатаму продолжуваме со урбаната опрема на дел на Гоце Делчев, што беше поставена клупи, канти, штитници на дрвјата. Продолжуваме понатаму и на Гоце Делчев и на другите улици. Други активности во делот на капела, гробишта, да кажеме, ние спомнавме, тука имаме асфалтирање на главната улица пред известно време, значи таа беше во еден дел во лоша состојба. Таа е асфалтирана, продолжуваме понатаму со бетонирање и уредување на другите спорадични овие, кажи ги, улици кои што се во гробишта, бидејќи тоа е огромен простор, редовно одржување негово. Продолжуваме со тоа што имаме намера да ја отвориме капијата према село Баница, за да имаме полесно движење на возилата во текот на оние денови кога имаме најголема посета, вообичаено тоа се мртве, духов ден, празници и така натаму, да имаме еднонасочно движење на возилата, да не се ствара тука премногу гужва, така да тоа ќе биде во интерес на граѓаните. Санитарни чворови на самите гробишта ќе се прават. Тука имаме доста изведено локални чешми на самите гробишта за користење на граѓаните кои што често посетуваат нивните покојни. Понатаму во делот на чистоќа, значи, градење на екоострови, доста почнуваме во тој интензитет, ќе го интензивираме затоа што гледаме дека ефектите се подобри, бидејќи и самите граѓани некако подобро се однесуваат према самото сместување на сметот, да, и навиките се менуваат. Во делот на водовод и канализација имаме еден покрај тоа што продолжуваме, значи во касарна, замашен проект. Тоа е делот на Климент Охридски. Неколку пати веќе не се случи дефект на оваа линија. Да, веќе мислам 2 пати во последниот месец станува збор за стара линија. Доста транспортно е подрачите, доста вибрации кои што ни представува, ни предизвикува проблеми веќе на ова. Значи дека ќе дојде до замена нешто. Ќе дојде до замена, значи некаде на половина од оваа линија ќе биде смената со моќни железнодуктилни цевки кои што нема да предизвикуваат такви проблеми. Тековно сите работи кои што комуналец ги изведува, значи она редовно одржување, чистење, паркови зелено, продолжува понатаму со истиот и сметам дека можеме да се носиме со тоа. Јас би го посочил исто, и Open Fest како една манифестација во која што имаме огромен прилив на граѓани, огромни количини на ѓубре, да доста добро се носевме со целата таа работа. После сите тие интензивни ноќи, наредниот ден градот, односно зборам за центарот, плоштадот. Не само чистоките, туку успеавте во неколку наврати да го миете. И го редовно миење, улиците исто така веќе почнуваме со интензитет на миење и одржување ова редовно. Редовните активности на канализација, значи одржување на канализацијата, на сливници, така натаму. Последно прашање од мене, директоре, со оглед дека финишира оваа година и има уште неколку месеци, се прават плани и програмите за следната 2016 година, колку сте отворени граѓаните да партиципираат во креирањето на програмата на Комуналец за 2016 година. Дополнително, бидејќи рековте финансиските показатели покажуваат дека ќе се раздолжите дефинитивно со 31.12 и малтене спомнавте сума некаде околу 600.000 евра годишно издвојувавте за така. Во секој случај, дали можат граѓаните да партиципираат во креирањето на програмата за работа за 2016 на Комуналец? Во делот на оние покрупни проекти. Да, секако дека можат. Ние можеби како комунално претпријатие не држиме некои отворени
седници или не знам собири на граѓани, тоа го врши општина Струмица, кај што и тука се користи приликата воедно да се дават тие предлози. Но ги повикавам граѓаните кои што имат предлози, кои што мислат дека некоја идеја од било кој аспект наш на работењето, може во писмена форма да ни ги достават. Тие доаѓаат до мене како директор, а секој јас ги вклопам, да кажеме, во наредната програма заедно со нашиот менеджмент и раководителите на посебните работни единици, зависно за кој што ќе биде предлог. Така да слободно нека комуницираат на тој начин, или па и лично може да дојдат, и на тој начин ќе створиме, значи, една така интерактивна комуникација со граѓаните во кој и тие да ги дадат своите сугестии и да се имплементираат тие сугестии, да кажеме, за одредени, бидејќи никако никогаш не ни се на одмет, да кажеме, позитивни, иновативни, да кажеме, и естетски сугестии, бидејќи сепак и станува збори за уредување на градот, хортикултурно, така да може да ни посочуваат граѓаните во секое време. Добре дојдено е тоа, пак ќе кажам, ние сме комплексно предпријатие, некој пат во екот на работата или некои активностите, може би забораваме и на некои такви ситници. Повик заеднички да се гради иднината на општина Струмица. Секако, сите ние тука живееме, сите ние ги користиме тие услуги и така натаму. Директор, јас ви благодарам што бевте во емисијата Отворено со општината. Се надевам дека ќе имаме можност повторно да се видиме, да сумираме за целокупното работење на Комуналец за ова 2016 година и ќе имате визија што ќе се работи во 2016 година. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Не заборавајте потсетување дека секој месец во едно од четврточните изданија на програмата на ТВ каналот ВИС емисија Отворено со општината, каде што представници од општината и јавните институции кои што се по надлежност на локалната самоуправа ќе бидат наши и ваши гости. Пријатно, директор, ви благодарам. Пријатно, јас благодарам.